Просторот во Автокоманда кај новиот дом на култура полека го добива својот нов изглед. Иако пред неколку години овој дел изгледаше многу запуштен и неуреден, сега ќе представува современ и модерен простор. Стариот дом на култура изграден по земјотресот во 1963 година, иако се употребуваше, беше во многу лоша состојба. Во изминатите години го користеа аматерски театарски групи, кои таму подготвуваа и изведуваа театарски представи. На негово место веќе отворен новиот современ културен центар кој е наменет за разни културни случувања. Културниот центар е поделен на две целини. Во едниот дел е сместено најсовременото музичко студио за филмска музика, а во другиот дел е сместена библиотеката, која е со ново внатрешно уредување, мултимедијална сала и повеќе наменска сала за културни и деловни настани со капацитет до 150 луѓе. Уредени се помошните простории, а целосно е уреден и просторот пред домот. Уредувањето на овој дел од Автокоманда од страна на општината продолжува и понатаму. Плоштадот Коцка, кој се наоѓа зад домот на култура, ќе добие нов изглед, а неговата изградба ќе се одвива во 3 фази. Првата фаза ги опфаќа најкрупните зафати и тие речиси се готови. Поставено е ново економично смарт осветлување, изградени се пристапните рампи за лица со инвалидитет, кои меѓу себе се поврзани. Во фаза на изградба е новата пристапна платформа која ќе го поврзе плоштадот со домот на култура, а се работи на плочникот кој ќе биде обложен со ситно зрнест гранулиран бетон, како и на скалите на плоштадот. Првата фаза ќе се финализира со поставување урбана опрема. Од општина Газибаба информираа дека целиот простор ќе има форма на отворена сцена, која ќе представува одлично место за културни манифестации, а ќе се простира на површина од 2300 метри квадратни. Исто така на овој простор ќе биде изградено современо детско игралиште и паркинг простор, кој ќе биде ограничен само за станарите и сопствениците на деловните објекти. Изградбата на детското игралиште и паркингот ќе бидат опфатени со втората и третата фаза од изградбата.